Добар ден, почитувани гледачи. Нови 40 на минути под лупа. Овој пат тема на разговор ќе ни биде туризмот и подготвеноста за новата туристичка сезона. Во студиото на ТВМ и на емисијата Под лупа господинот Крсте Блажевски, председател на Хотам, еден од собствениците на Хотел Дрим, а воедно и негов директор. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Господин Блажевски, некако овој разговор вообичаено го реализираме пред почетокот на туристичката сезона, а вие хотелиерите најавивте дека од април веќе ќе се раздвижи во Охридско-Струшкиот регион. Па еве колку сте подготвени, колку воопшто сите сме подготвени за новава туристичка сезона, да ги пречекаме гостите, бидејќи таргетираме и кон нови групи, нови целни групи на туристи од странство. Подготвеноста, значи во секој момент ние мораме да сме подготвени како дестинација на Охридско езеро, Охрид и Струга, да ги спомниме, нели? Се секогаш подготвени, се одржуваат и некои зимски нели семинари и така натаму, но е таа ниска сезона што ја нарекуваме, иначе за сезоната што ни почнува од прилика средна сезона април и повисоката сезона почнува некаде средината на мај и трае се до септември, па поново сме во таа средна сезона и за некаде од ноември месец да влеземе во ниската сезона. Значи таа работа ја вршиме 12 месеци во годината, повеќето од хотелите, значи многу ретко се наоѓа некој хотел што е затворен зимскиот период. Се бориме значи да направиме новитети како да го зголемиме тој зимски период, тој ниски, да кажам, дел на сезоната, како да направиме повеќе ноќевања и повеќе гости да донесеме, нели? Но малце споро ни одат тие напредоци, да ги наречеме, но затоа за делот на високата сезона сме во последни подготовки и сме спремни да почнеме нели со сериозна работа од, да кажеме, следниот месец, од април. Так, дали нешто ново ќе им понудиме на гостите ова година, земајќи во предвид дека голем дел од капацитетите се реновира во овој зимски период, значи од тој аспект, од сместувачкиот, но и од целокупна понуда во сите сфери на туризмот, затоа што не е само сместувањето најважниот дел, туку и анимацијата и угостителството и така натаму. Значи повеќе сегменти го сочинуваат туризмот. Секако, значи може да се спомнат дека и градот Охрид и градот Струга имаат по нешто ново, нели, што да се види визуелно, еве и ние како граѓани на овие два града може да видиме дека се прават некои напори да се направи нешто повеќе од тоа што било, да се обнови, да заличи на нешто помодерно, на нешто, една чистота да запазиме и така натаму. Пак ќе кажам, како претходно, нели, сето тоа е малце споро. Треба побрзо да се действува, треба да и самата влада, се и тоа да не спомнуваме политики, нели, најверојатно и во последниве месеци, како што е ситуацијата, никој не го става туризмот на првата страница, нели, да се разгледа што треба да направиме сезонава, него има многу други побитни работи во моментов и тоа е оставено на нас, туристичките работници, да го решаваме како една проблематика и да пронаоѓаме новитети, да направиме нови понуди и да ги задоволиме нели старите, а и новите гости или туроператори од разни страни на светот. Така. Туризмот е една суптилна гранка на кој што влијаат многу фактори, значи да биде успешен или помалку успешен, а сега како ќе влијае целокупната ситуација во државава, земајќи во предвид дека имаме нестабилна политичка состојба. Не до толку, но сепак некако странските гости поинаку ги доживуваат сите работи кои што се случуваат во нашата држава. Тоа впрочем беше и минатата година и предминатата, кога имавме некои немили настани, значи со настаните во Куманово, па потоа со демонстрациите кои што се случува минатата година, значи како сето тоа ќе влија и дали годинава имаме некакви најави дека можеби ќе има некои откажувања заради актуелните политички случувања? Многу интересно е прашање во нели анализа ако направиме на последниве неколку години. Секогаш овој период март и почетокот на април
се спремаме за нова сезона но во позадина мислиме да све биде нели во ред, да немаме никакви избиднувања што ќе бидат негативни. И ако се подсетиме, пред 2 години имавме случајот со Куманово, после тоа прошлата година со избеглиците и така, сигурно дека тие влијае негативно и не може да кажеме дека оваа ситуација во моментов е позитивна за било кој сектор во бизнисот, а камоли за туризам. Значи, во туризмот број 1 е сигурноста на гостинот. И затоа по тие показатели може да видиме дека ова сезона најдобро ќе поминат Шпанија, Португалија и па евентуално и дел од Грција, не цела Грција, дел од Грција и Бугарија. Затоа што не се директни со тие избеглици, немаат, нели, тие видовме што се деси вчера во Лондон, значи тоа се веќе озбилни центри, Лондон прошлата година беше во Брисел и така натаму, значи тоа се самите европјани бираат некои дестинации каде што ќе се осеќаат сигурно. Ако, на пример, кажеме Македонија, дека прошлата година имаше тоа што гледавме, нели, по вестите, жици бодликави и од едната страна народ или избеглици, да ги наречеме, што бара, нели, некој начин да поминат, да дојдат во Европа и тука сега се постави таа граница каде што тоа се пренесуваше на каналите низ Европа и нормално дека тоа е едно негативно влијание и тој гостин што сака да дојде во Македонија, кој ќе види таа слика, значи му е одбивна. И не доаѓа и тогаш имавме откажувања. Првата половина на сезоната некаде до јуни месец, до крајот на јуни месец, за после тоа, нели, јули, август да се вратиме на бројката што имавме од претходната година. Значи секако дека тоа го земате ли ова година во предвид тој ризик? Да, и можам да кажам, само се надеваме дека нема да имаме оваа година некакви немири што ќе се случуваат, каде што ќе се пренесат негативно во Европа. Значи, уште имаме време да сето тоа се смири некако, да цела таа ситуација да се приземи и да можеме да рачунаме на една успешна сезона. Показателите покажуваат добри најави за една добра успешна сезона. Од повеќе показатели, спомнавме преска дека Грција, нели, има една успешна сезона, но и цените во Грција се веќе 30-40% поскапи од прошлата година. Тоа значи дека дел од српските гости нема да можат да си приуштат Грција, него ќе гледаат други дестинации. Не само Грција, него и многу наши гости исто така што одеа во Грција ќе бидат на еден начин ќе треба да се ги спроведат нивниот одмор да го поминат во некаде низ Македонија, дали ќе биде Дојран или Охрид, Струга и така натаму. Така. Имаше еден така подолг период кога домашните гости се помалку ги посетува нашите домашни, да речам, дестинации. Повеќе одеа во странство во соседните земји, посебно во Грција, некои и во Бугарија, но еве од минатата година се враќаат повторно на нашата ривиера и сето тоа на што се должи? Предпоставам дека беа превземени голем број мерки, еве од вас, бидејќи сега вие сте представник на хотелиерите, од вашата фела за да се привлечат домашните туристи, бидејќи тие некако ни се и најсигурни дека ќе дојдат. Секој едно евро потрошено во Македонија, значи преку данокот дава некакви придонеси за самиот тој гостин што го потрошил, нели, во Македонија, наместо да го потрошил надвор од Македонија. Тоа го знаеме сите, значи не е ништо ново. Ние не викаме дека, нели, треба да не излезат од Македонија сите пари да ги трошат во Македонија, но напротив, нели, да ја запознаете Македонија, да ги запознаете сите тие туристички понуди што се за Македонија, па после да споредете, излезете надвор, видите што е тоа, што значи во Грција и така натаму. Често пати, нели, тоа прашање од новинарите беше колку било едно кафе во Охрид, колку било едно кафе во Грција. Значи, јас се надевам дека денот ќе дојде во Охрид да биде кафето и 5 евра. Тоа не значи, тоа ништо не е негативно ако е едно кафе 5 евра и во Италија имате места, нели? Ако имаме гости кои што ќе имаат платежна моќ, значи, ако имаме ние такви гости, значи дај Боже да кафето биде 5 евра. Тоа е економија каде што имате побарувачка и понуда и побарувачка.
Ако имате гости за 5 евра, ќе го продавате 5 евра, ако немате, ќе го продавате и за 30 денари, како на пазарот што се продава. Така. Че не може да споредиме се услуги на пазар и услуги на хотел од 4 или 5 звезди. Секогаш, кога дискутираме на тема туризам, во преден план го ставаме туристот и неговите желби, потреби, барања, и тоа е и правилно. Но сепак овде сакам малку денес да поразговараме и за она што ве мачи вас, хотелиерите, бидејќи вие се соочувате со голем број проблеми. Што е она што најмногу ви прави проблем за развој на капацитетите и за постигнување подобри резултати во туризмот? Ако зборуваме за градење на една стратегија за туризам, значи прво ги вклучуваме сите единици кои ја работат таа дејност, значи сите туристички работници, да ги слушаме нели сите нивни проблеми, понатаму нели би оделе со предлози кои нели до агенцијата за туризам, до министерството, до министерствата, нели, и испраќаме наши барања. Тоа го правиме стално, но со оглед на тоа дека во држава секојаш има некои побитни работи да се расправаат, значи мислам дека за туризмот не се дели толку време колку што заслужува. А сакаме Македонија да биде земја која што ќе живее и ќе се развива од туризмот. Значи ќе се стави акцент најмногу на тоа, бидејќи немаме некоја индустрија, немаме некој развој на економијата, некако сите атакуваме на развојот на туризмот. Па и да сакаме и да не сакаме, тоа ќе ни биде дел од нашата економска гранка, заради тоа што ако земем во обзир дека, еве ќе земам на пример ако Англија со нивната валута можеше да оди на пример по тие европски дестинации на секаде каде што имаше поголема вредност, а сега паѓа таа вредност, значи тие исто така бараат и поевтини дестинации. Не може да кажеме дека се споредуваме со скапите дестинации, напротив, имаме некој си наш стандард кој е за некого скап, но во светски размери не е скап. Значи ние сме една од поевтините дестинации. Како поевтина дестинација, често пати ќе спомнеме, доаѓале холанѓани, не трошеле и така натаму. Значи секој гостин е добре дојден, секој гостин троши колку што има нели во џебот за да потроши. Не може со сила некој да троши или да не троши. Така да самото тоа ќе, како што спомнав преска, нели, но кафе кој ќе биде 5 евра, да ќе работат и хотелите и 5 звезди хотели и така натаму. Но се надеваме на тој ден што побрзо да дојде. Значи не дека ние сите треба да одиме во тој локал и да пиеме кафе. Можда ако можеме, ако не можеме, треба и да има и такви. Нажалост во моментов ги немаме. Значи сега сме такви како што сме. Зема време и прво што има нели позитивно што луѓето што имаат желба да работат и да напредуваат во туризмот. Нашите барања, едно од, да кажам, неколку само од барањата, беа да се направи едно детално планирање на Охридско-Струшкиот регион, тоест од Радожда па све до Љубаништа, до Светинаум, и да знаеме тој развој како ќе биде следниве 5, 10 и следниве 50 години. Нажалост, до кого доставивте тоа барање? Тие барања се доставени до 4 политички партии поголеми, до Министерството за економија и до Агенцијата за развој, што нели тие не се тие што одлучуваат, но сепак имаат свој удел во сето тоа. И на каков одзив не идовте? Па немаме некаков одговор на ништо од тоа, но не знаеме ни сега директно и од кој може да добиеме одговор во моментов. Затоа не спомнав дека во моментов треба да се реши некоја друга ситуација што е во државава, за да почне и да се решаваат ваквите проблеми за подобрување на овој сектор. Така. Други барања, некои, кога разговаравме пред емисијата, ми споменавте многу интересни некои идеи кои што имате за подобрување и за овој Охридско-Струшки регион да стане уште поатрактивен за гостите. Една од тие идеи беше и да се воведе на бродска линија која што ќе може гостите кои што стигнуваат на Охридскиот аеродром веднаш да ги преземе со воден транспорт да се однесат до саканата дестинација, односно место на сместување, бидејќи сите хотели се наоѓаат во крајбрежието. Дали имаме нешто конкретно околу оваа идеја? Може ли да се реализира или само тоа е на хартија? Па за сега е само на хартија, дури не е ни на хартија, него само зборуваме за тоа. Значи идејата потекна од наши колеги, нели?
дека е убаво, нели, од тие странски туроператори, кога имаме контакти, разговори, така натаму, прашуваме, нели, кои се добри работи, што би било добро да се направи, така натаму. Идејава што ја спомнуваме, таа веќе работи во езерово Комо во Италија, значи има бродови кои вртат, да кажеме, како автобуски сервиси се тие, но убави модерни бродови и опфаќаат, да кажеме, целото езеро. Тоест повеќе населени места, се прават пристапи за бродовите, не мора да бидат пристаништа. Пристап значи 20, 30, 50 метри, нели, колку што треба длабочина да има за бродот. И на палубата, нели, застанува бродот, се врзува за два столба, се симнуваат патници, се качуваат нови патници и тој си продолжува, нели, до следна дестинација. Кога ќе се направат една слика, ако земеме од езерото, кога ќе се направи една добра така кружна тура од Радожда па све до Светинов, може да има некои си 10 на 12 станици такви, каде што ќе има поголемо движење, нели, на сите туристи, а како централна беше предложено да биде некаде кај аеродромот од прилика, каде што таму тие големи бродови би биле и за солнети, за зимски период и така натаму, и едноставно би можеле од тука да се движат по овие релации што ги спомнавме. И како идеја беше кажано, нели, да туристот доаѓа со авион, се пренесува до пристаништето и од тука, на пример, ќе кажеме, оди во хотел Десарет, хотел Метропол, така хотел Гранит, не знам, сите хотели што се на вода. Так. Изгрев и така натаму. Интересно, но уште да најдеме кој ќе ја прифати и ќе ја реализира идејата. Па се надеваме дека, нели, како идеја е многу добра, се надеваме ако треба, нели, за проработи нештото, ние дадовме многу субвенции во туризмот, така да и тоа е една од работите која може да се субвенционира и да се направат тие бродски линии со оглед на тоа дека ги имаме тие 3-4 бродови и гледаме дека летен период се од Охрид до Светинаум се преполни, така да би имале и повеќе десетина бродови би имале работа. Значи не викаме дека секој од нас треба да влезе во тој бизнис. Има луѓе кои се без работа или го работат веќе тој бизнис, може да се прошират. Така. Исто еден проблем со кој што се соочувате хотелиерите е тоа што многу тешко можете да реализирате некаков проект од урбанистичка сфера, значи доградба, надградба на постоечките објекти, проширување и така натаму, а цело време кажуваме дека ни недостасуваат капацитети, значи дека потребни ни се поголем број соби за сместување и така натаму. Дали тука може да се подобри ситуацијата кога станува збор за административните работи, затоа што траат многу долго со години, па губите и вие, губат и туристите, па веќе и она првична желба идеја некако ќе избледне додека се реализира. Точно, тешко е. Проблемот е што ние пробаме да обновиме хотели, значи зборуваме за некои хотели по 30-40 години и повеќе што се, да ги реновираме и да ги, тука доаѓаме да ги осовремените и да ги ставите сега во некои модерни така малце рамки. по-модерни, да кажеме, значи обновувањето и тука доаѓаме или мало проширување да има или било што, нели, се заглавува работата и седи по општините со години. Покрај тоа што еве се сеќаваме дали пред 4-5 години, сега не знам точно, владата имаше, нели, кажано да за доградба на хотелски објекти дека ќе биде само 5% давачките, нели? Еве да видим после 5 години колку такви објекти се изгради. Ниеден. Зошто? Не се изгради затоа што ги немаме тие детални планирања. Ако ги имаме ние тие детални планирања и ако дадеме вакви субвенции, ако кажеме дека тоа мора да го направиме, тоа е добро за цел град, не за поединецот, за тој што инвестира, за сите е тоа добро. Ќе се запослат луѓе, ќе доаѓаат туристи, ќе плаќаат туристички такси, ќе трошат пари во разни, нели, објекти, ресторани, кафичи и така натаму. Тие бродски линии ќе функционираат. Значи ќе се остават пари преку данокот, ќе расти самата општина. И тоа сите го знаеме, ама никој ништо не презема и не го правиме. Треба сериозно седнување, сериозно планирање и да знаеме еднаш да решиме, да кажеме што значи таа туристичка дестинација. Еве ако поминеме од Струга до Охрид, тој дел таму, тој дел е со години, нели, стои така.
некој си купил нивче и го чува и сега тоа за него е огромна вредност, а од друга страна нема вредност затоа што не може да изгради ништо. Знаеме денеска што значи градежно земјиште, што значи нива. Тоа е локација нива на езеро, а не може да изгради. И сега тоа стои со години. Значи, Македонија не е од вчера. Зошто до сега не е ништо превземено да се реши нешто? Тој детален план треба да се направи, треба хитно да се изработи. Значи, во следниве неколку години. Ова се сеќавам, го правевме, ни беше, значи, тема на разговор и во вашето претходно гостување, може да имаме две години, година и половина, ако не две. Значи, ништо еве не се сменало од тогаш, затоа што и сега темава е актуелна. Ништо не е сменето и кој ќе се праша нешто, нели па немаме детален план, не може да одобриме. Еве конкретно вие во Хотел Дрим со години, значи сакате да направите, да го обновите затворениот базен, но не можете заради овие административни проблеми. Точно така, имавме некои мали доградби и така натаму и не може да се реши затоа што ако малце повеќе се земе нели од место, се мисли дека се узурпира нешто и одговорот е нели немаме детален план, не можеме да одобриме ништо. Така да знаете како закочени сте во кал, не може да излезете од калта. Дали како Хотам, како здружение можете нешто да извршите некаков притисок, бидејќи сите хотелиери сте засегнати од истите проблеми? Ние го зборуваме тоа како проблем, го изнесуваме секогаш нели како проблем. Мислам дека тоа треба на повисоко ниво да се донеси тоа прашање и да се реши еднаш. Тоа не е решавање за мојот личен проблем, тоа е решавање за целата обала, тоа е за целата дестинација. Че ја не барам само за мојот дел да се реши, а на комшијата не нека стои. Не, сите да се решат. Значи, ако се гради нешто, треба сите да се изгради. Јас ќе се радувам кога ќе видам 5 нови хотели што ќе се градат од по 150-200 соби. Ама нови хотели. Тоа што ќе значи? Ќе значи дека има услови и дека дошло времето нели да се градат тие такви хотели. Така. Значи, не дека нема инвеститори, има. Ама ние ги едноставно ги бркаме со тие не знам, со таа документација што треба да се изработи, со барањата, еве денеска да дојде некој да каже сакам да вложам 20 милиона, точно колку еден хотел да изгради. Па не е ли видиме дека нашава држава нуди најдобри услови за странски инвеститори? Еве кај се локациите да кажеме за изградба на хотели? Во Охрид. Побарајте една локација денеска. Тие треба да се јавни. Значи, све е некако скриено, све е нешто... А што е со овие нови, мислам, со локациите каде што ќе никнуваат нови хотели? Еве, да го земам пример кај Горица Трета. Значи, нели требаше тука да се гради... Не знаеме, ние сме Хотам, ние сме здружение на хотелиери. Ние не сме нити... Тоа треба да се обратиме до општината. Но нешто и таму, еве, стагнираат работиве. Стагнираат, треба општинава да излезат и да кажат тоа и тоа е. Ќе се гради, не се гради, да знаеме што ќе се... Каква ви е соработката со општините? Има ли транспарентност, имате ли некаква релација, како тоа функционира? Па имаме преку писма. Преку писма. Да, немаме ништо. Посебно не сме повикани на нешто, значи општината како општина не очекувам лично мене да ме викнат затоа што сум председател на Хотам, него сите хотелиери од Охрид и пример да не оставиме Струга, нека биде за Охрид, Струга си е посебно. Треба да се соберат и да дојдат на еден разговор и да кажеме кои ви се проблемите, да праша општината. До сега не ве прашале? Не. Значи, ние сме како работници на некого. А тоа не треба да е така, секаде е обратно. Значи, ако ние допринесуваме овдека и работиме, ние сме работниците. Ние плаќаме даноци. Значи, треба заеднички да одиме натаму. Зборувам заеднички, значи не е еден или друг да води. Не, се знае кој е кој. Кој ќе кажеме татко на градот и ние буквално мислиме дека тој е газда на цела општина. Добро, и ако ете така парафразираме татко на градот, другите треба да се негови деца и да се грижи тој за нив. Треба и да ги праша децата, што му фали, за да напредуваат децата, за да пораснат децата и да станат и тие успешни еден ден. Добро, малку ќе ве одморам тука, време за реклами и потоа продолжуваме понатаму за вашите проблеми, за се она што ве мачи како хотелиери и за вашите идни визии. Благодарам.
Viće, ovako više ne može. Leti vruće, zimi hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoće ovo u buvanje. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. I kako ti najmnogo ja sakaš? Glasaj za nov vkus od Makedonija i može da dobiješ fantastični nagradi. Argeta, dobrата strana na лебот. Сакате врвен квалитет? Ала компанија е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални Саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Проблемите нема сами да се решат. Затоа, посочи проблем, пријави проблем, пофали го добриот проект, критикувај го лошиот, направи свој избор, повикај на одговорност. Ако сакаш, повикај и вонземјани. Само мрдни со прст, затоа што е потребно малку, за да придонесеме многу. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Да се ужива во вкусовите на Медитеранот, значи да се ужива во јадранската сардина со врвен квалитет. Природно богата со омега-3 масни киселини. Ева сардина, од срцето на морето. Краток одмор, ние продолжуваме со нашиот разговор на тема туризам, туристичка сезона, подготвеност за истата, проблеми со кои што се соочувате како хотелиери, како Сдружение Хотам. Тука се и туристичките агенции, во никој случај да не ги изоставиме, значи тие се дел од тој синџир и сите заедно
се борите некако да се подобрат работите во оваа сфера. Кој повеќе, кој помалку помага, можеби некој и одмага. Имате ли такви кои што ви одмагаат? Секако во секој купче ќе се најде нешто расипано, нели, за да се отфрли и така натаму. Има секакви. Во главном е гротото, нели, на туристичките работници се со позитивна насока, во позитивна мисла, нели, за да со позитивна идеја да направат, да створат нешто, но помнав, нели, во почетокот дека сето тоа некако е споро се движи од разни пречки што добиваме, нели, во текот на самата таа работа. Така. Како се промовирате како хотелиери, како хотелски капацитети и што е она со кое што се нудите, значи, на пазарот, на што ставате акцент најмногу? Дали е тоа услугата, сместувањето, интериерот, не знам, персоналот или што? Значи... Сето тоа прави еден пакет. Значи, ние се представуваме со дестинацијата што може све да понуди. Од туристички патувања тука локални, па и малце подалечни од Охрид и Струга, до сместувачките капацитети што ги имаме, какви такви тие се, може да ги пофалиме дека во последниве едно 10 години се доста обновени. Значи, веќе и нема хотел што не е обновен. Порано се наоѓаа многу стари хотели, но ево може слободно да кажеме дека се обновени. Нажалост, нови нема што никнува, нели, или ако има се многу малце, неколку се на број ги знаеме кои се, нели? И се од помал обем. И се од помал обем. Но секако, нели, надежта последна умира, се надеваме дека ќе стигнеме еден ден да го направиме тој детален план на цело ова крајбрежје и дека ќе се подигнат такви нови објекти. Се надевам јас лично дека ќе стигнеме до 20.000 легла хотелски зборуваме. Сега во моментот се некаде околу 6-7 значи треба многу да се работи на тоа, за да може да функционира и тој аеродром, да може да функционираат и тие бродски линии и да се изградат уште дупло повеќе ресторани од постоечките. Колкава конкуренција ви е приватното сместување или секој си има своја клиентела? Секој си има своја клиентела, значи ние не сме против приватното сместување, напротив и тие треба да постојат. Ние бараме само да бидат категоризирани, да бидат со еден стандард кој ќе нема да има негативно влијание врз дестинацијата, врз самата дестинација. Како еден пример, ако одите некаде да добиете некаков смештај што не е адекватен на тоа што сте го замислили или побарале, значи некош парите не се воопшто битни, но ќе си отидете негативно, со негативно мислење, нема никош да се вратите на таа дестинација. Значи едино што бараме да бидат категоризирани, да допринесат со туристичката такса, и тоа е тоа, значи мора да постојат и тие. Така. Кога сме кај категоризацијата и кај стандардите, дали хотел со 5 звездички кај нас е исто што и хотел со 5 звездички во некоја друга туристичка, позната европска или светска дестинација? Дали стандардите се насекаде исти или пак се прилагодуваат во однос на местото каде што се наоѓа тој капацитет? Секако дека се прилагодуваат до местото каде што се наоѓа тој капацитет. 5 звездички, знаете како, нема 6 и 7 звезди. Значи, може да направите нешто што е супер луксусно и тоа ќе остане пак на 5 звезди. Значи, 5 е максимумот. Има одредени стандарди кои треба да се постигнат за 5 звезди. Нели, тие стандарди одат и понатаму, каде што супериорни 5 и така натаму, нели? Но и сепак 5 звезди на крајот. Нели, имаме секакви 5 звезди за луксус, некој кој е 500 евра или по 2-3 5.000 евра гледаме по телевизија и такви хотели, далеку сме од тие такви понуди. Така. Значи 5 звезди можам да кажам овде дека што ги имаме, ние се само 2 хотели во моментов. Ги исполнуваат тие услови кои се барани од нашето министерство тука. Имаме повеќе 4 звезди и 4 супериор, 4 плюс звезди. Значи тоа значи за, да кажеме, една добра клиентела која во моментов е најпопуларна во Македонија. Повеќето би спомнал вака сега неколку што се поглавни гостини се холанѓаните, малце германци ни доаѓаат,
Се надеваме дека ќе се зголеми таа бројка. Европски од други европски дестинации, нешто норвежани доаѓаат, почнаа нели со тој лет што постои од Осло што лета. Од Израел, израелците ни се така задниве 10 години доста популарни гости. Се зголемува бројката на кинези, јапонци, корејци и така натаму од тој дел, жолтата раса. Тие општо зголемуваат патувањата во Балканов, не е само во Македонија. И така на тие кружни балкански тури ние сме дел од Балканот и добиваме еден број на ноќевања. Тука може исто да спомнеме дека турците ни се број 1 гости во последниве 3-4 години по број на гости, не по број на ноќевања, по број на гости, затоа што тие одат на тие кружни тури и остануваат по 1, 2 до 3 вечери во Македонија, остатокот го спроведуваат во, не знам, од Хрватска, Босна, Црна Гора, Србија и така. Секој гостин си е значаен за себе и секој ни е важен, но сепак кои се вака најпостакувани за вас хотелиерите? Од која земја најмногу постакувате да ви пристигнат гости? Може би поради нивните навики, нивните барања, па тие кои што повеќе трошат и така натаму, заради икс причини. Значи, кои ви се најпостакувани гости? Не може да одговориме на ова прашање конкретно, затоа што тоа е исто како да прашате кое дете ви е подобро. Ако имате повеќе деца, кое дете ви е најдобро или така. Но не можете да кажете кој дете ви е најдобро, но може би можете да кажете со кој дете повеќе се согласувате, ви оди муабетот. Добро, тоа можеме така да го формулираме. Значи секако дека држави што се слични како нас, повеќе можат да ги уживаат тие наши понуди што ги даваме овдека. Да не исклучиме нели гости од Србија, гости од целиот Балкан, па и од Словенија би ги спомнал, ако сме малце поразлични, но како гости се исто така добри. Холандјаните често пати ќе ги спомниме нели во негативна смисла дека не трошат многу, но не се согласувам со тие работи. Значи има дел од нив што трошат, за некој во мај месец да дојде и да троши тука, таа една постара генерација. Се менува и просекот на годините на туристичките, на туристите во последниве години е све повисок. Значи, во моментов е некаде над 50 години некој просек. Животниот век на луѓето нели се зголемува и така да тие пензионери, да ги наречеме, што се над 60 и неколку години, каде нели во која држава има пензија, тие се тие што патуваат во месециве што се некоја средна сезона, тоа како месец април, мај, дел од јуни, додека се распушта децата, а после тоа таа висока сезона почнува нели од негде 15-20 јуни па до крајот на август. И потоа сме поново со таа постара генерација. Значи треба да ги сватиме и барањата на гостите, така да секој еден гостин ни е драг и добре дојден. Така. Што е со гастрономската понуда? Бидејќи набројавте гости малтене од целиот свет, кои што многу се разликуваат и по нивните навики, начин на живот и по храната која што ја конзумираат, дали се пребирливи, дали се прилагодувате на нивните желби и потреби, или пак ја прифаќаат повеќе нашата традиционална кујна? Секако дека мора да се прилагодуваме, значи кујната наша да е убава, ние сме навикнати на нашата кујна, но тоа не значи дека и за еден гостин од Кина ќе биде истото, нели? Ќе направиме некои слични, можда ние нема да би професионално да ја направиме таа кинеска кујна, не ни пробуваме тоа, него нашата храна да биде малце со нивни вкус. Ги спомнав нив, нели, како еден пример заради далечноста на кујната. Европската кујна со нашата има некои сличности, каде што можеме нели да ги вметнеме во нашата кујна и да тоест ние да научиме да направиме малце интернационална кујна. И тоа се практикува последниве години. Добиваме добри оценки од странците во однос на кујната. Може да кажам слободно дека добиваат и обемни порции за парите што ги плаќаат, значи за тие пари добиваат многу добар квалитет. Како стоиме со кадар?
Кадарот е... Значи од сите профили, не само од делот на гастрономија, туку и од Општо во другите, туристички во работници, да ги наречеме. Кадарот е проблем не само во Македонија, него малце и пошироко. Значи, цела Европа има проблем. И затоа многу наши млади бегаат на страна, дали ќе одат Црна Гора, Хрватска да изработат нешто за неколку стотки повеќе. Имаме состаноци со факултетите, бараме малце и тие таа пракса што треба да ја обават, да не биде само пракса, него да може да останат плюс некој месец да ги изработат, да излеземе некако во тие месеци кога имаме најмногу потреба. Тоа е сериозно прашање кое треба да се разгледува на повисоко ниво, како да се стимулираат младите и да влегуваат во оваа гранка во туризмот. Но и оние што влегле да останат тука, да не заминуваат надвор, како да ги стимулираме? Па имавме едно од барањата кој ни беше во тие што ги спомнавме претходно до владата и до министерството, да младите, тоест студенти до 25-6 години, делот што ќе го работат во, да кажеме овдека во Охрид, во Струга, било каде, во било кој објект, угостителски, платата што ќе ја земат, давачките што ги имаме према тој вработен, да државата на крајот на годината му ги враќа на како заработен приход. Тоа е нешто слично. Како да му ги заштедила? Тоа е нешто слично, ако веќе можеме на странските инвестиции кои работиле 500.000 и така натаму, тоа што го слушаме, да бидат ослободени од давачки за 3, 4, 5 години, па зашто ние да не ги ослободиме нашите? Ако можеме, мислам, не да ги ослободиме, ние не ги ослободуваме работодавците. Него парите што одат од работодавецот, што треба да влезат во буџетот на државата, да се вратат директно кај тој што работел. Така тој наместо да работи за 300 евра, ќе добие 450 евра. И тогаш ќе размисли дали треба да оди во Црна Гора или во Хрватска. Ќе остане овдека. И ова барање остана без одговор? Па остана без одговор. Сега некој го спомнаа во нивните предизборни кампањи, но сериозно не е ништо. Немаме никаков одговор ние добиено како баратели на тоа. Се надеваме дека ќе дојде денот кај што тоа треба да се разгледа. Дали се уште ги посетувате туристичките саеми за да се испромовирате како хотелски капацитети и како дестинации? Секако. Сите. Бевте ли Белград? Да, тој беше Сега беше, најскоро е еден од поголемите на Балканот. Нема месец дена, пред 3-4 недели. Кои се вашите искуства таму? Белград Белград после тоа има уште еден во Берлин и тој ни е последен саем, така поголем саем што е. Искуството од Белград во моментов наоѓаме тие разговори што ги имаме со агенции туристички од Белград што продаваат outgoing, значи надвор што носат гости надвор од Србија и сознанието беа тие дека Грција е доста скапа, тоа што го спомнавме во почетокот на емисијата, Грција е доста скапа и дека дел од тие гости ќе завршат во Македонија. Значи се надеваме сега често пати гостиве од Србија не му треба агенција за да дојдат тука, него прават самите резервации и директно доаѓаат во Охрид. Една пречка ни е тука тој пат што го зборуваме, таа инфраструктура што одавна требаше да биде направена. Значи ние сега во 2017 година се радуваме дека правиме пат. Инфраструктурата ја дискутираме многу одамна. Ќе сечиме ленти за кружни текови сме направиле и сме направиле пат од Скопје до Охрид. Уствари не е ни направен. Се работи сега. Во развиени дестинации тоа не се ни дискутира, тоа е направено, тоа се обновува секоја година. Секоја година се става нов слој на асфалт, тоа треба да биде ново, а не со дупки, не со ѓубре фрлено и така натаму. Се надеваме дека ќе се направи тој пат, дека ќе се продолжи од Кичево до Гостивар и дека ќе имаме не повеќе од саат и пол од Скопје до Охрид. Во тој случај ќе може да рачунаме на гостите од Србија за
нели да дојдат, пошто веќе ако гледаме дека од Белград до Скопје за добри 4 сати се стигнува, тие нивниот дел го завршија. Има мал дел останат кај Грделичка клисура, но проблемов од нашава страна. Значи нашава страна од Скопје до Охрид денеска, ако вие видите да не го нарекуваме автопат, него на пат ако имате семафор да чекате, точно семафорот е за изградба на патот, нели? Ама последниве 5 години дали мост се поправа, дали тоа се прави, значи секогаш сме со некакви препреки на патов. Тоа треба да го заборавиме. 2017 година. Дали ме интересира, дали се представувавте во Белград самостојно, сите хотелски капацитети, дали настапивте заеднички и дали тука бевте во некоја корелација со општините или секој за себе работеше? Обично штандот го држи Агенцијата за промоција и развој на туризмот. Политиката е сменета, порано беше да хотелиерите го обслужуваат тој штанд со материјали нели од дестинации разни од цела Македонија. Сега доаѓа нели таа агенција и ги издава тие пултови на штандот, каде што може да се закупи пулт и да се издава нели да се дава тој материјал. Ако размислиме дека таа агенција живее од туристичките такси што ги плаќаат хотелите, значи не можете вие на хотелот да му земете пари 2 пати. Не е фер. Да му го издадете штандот. Да му го издадете штандот. Така сте дошле тука нели со пари од нивни. Тоест тој буџет што се прави нели на таа агенција. Еднаш веќе сте платиле. И сега ако рачунаме дека треба да одиме на 10, да ги наречеме 10 разни сајмови, по 500 евра просек се 5000 евра. Ако на секој хотел му земете по 5000 евра да се десетина таму, значи или па немате место. Значи нешто не одговара. Како има на еден штанд место за сите хотели да се презентираат? На штандов, например, јас ќе бидам среќен да видам општина Охрид да има штанд, каде што ќе представи нели општина Охрид, општина Струга и така натаму, каде што ќе бидат представени со разни материјали од општините. Јас немам видено нешто ново да е направено, нов материјал и каде што се носи по сајмовиве надвор. Настапуваме со некои материјали од пред 3-4 години испечатени, со тие исти материјали, нови материјали нема. Хотелиерите не се многу присутни, имаме неколку агенции што се повторуваат и тоа е тоа. Значи, ако гледаме, ние не треба да направиме пари од тој штанд, од тие пултови што се тука. Колку и да се, 10, 20, 30, не е битно. Треба да имаме едно добро представување со добри квалитетни материјали. И од тоа да произлезат повеќе договори кои што ќе донесат пари на општината и на капацитетите. Да бидеме конкурентни со истите наши колеги од други држави. Така. Па веќе некаде сме при крајот на оваа емисија, иако многу прашања има околу темата туризам. Се надевам дека ќе имаме убава сезона, дека политичките актуелности нема да попречат и овој пат, и дека ќе можете да се занимавате со она што ви е примарно, а не со уште нешто додатно кое што ќе ви ја комплицира ситуацијата. Вие како здружение и понатаму трудете се да се ги реализирате вашите барања. Можеби ако повеќе пати се постават, па можеби некогаш и ќе биде одговорено на нив. Се надеваме дека сигурно ќе биде одговорено, значи само да дојде правото време. Значи тоа се све позитивни работи за сите нас, не е тоа за некој конкретно дека ќе добие некој бенефит од истото, него е неминовно решение ако сакаме да се развива тој туризам, значи тоа е патот, нема друг. Решавање на една инфраструктура и градење на нови објекти. Сето другото е нормално одржување на чистота и така натаму, да не спомнуваме како ни е сега нивото. Значи тоа е друга тема, друг пат ја зборуваме, неисцрпна тема е туризмот, се надевам ќе имаме пак можност. Секако. Благодарам за ова гостување во Лупа и до некое наредно видување. Сезоната е пред нас, ќе имаме уште многу можности за разговор. Благодарам.